Френсис Бејкон, роден 1561 година, живеел до 1626. Го критикувал лошото човечко сознание, полно со заблуди. Во однос на човечкото сознание се наметнала потреба за промена во методите и во истражувањата во науките и нужност од прецизен методолошки став. Методолошкиот став го развива форма на индукција, истражувањето се одвива од поединечно кон општо. Првиот проблем на човечкото сознание бил тоа што луѓето ги земаат нештата како вистински однапред, антиципација, а не се занимаваат со објаснување на појавите, интерпретација. Значи, наместо да поаѓаат од фактите, прават предпоставки и шират заблуди. Френсис Бејкон ги нарекува заблудите идоли и ги има 4. Четирите идоли се следните. Идоли на племето се појавуваат кај целиот човечки род во замислите на луѓето кон светот. Идоли на пештерата, индивидуални сознани грешки на секој човек, произлегуваат од лошата поставеност на човекот кон реалноста. Идоли на плоштадот, заблуди поврзани со јазикот, грешки во комуникацијата, така наречен расипан телефон. Идоли на театарот, произлегуваат од традицијата, почитувањето на авторитетот, од некритички однос кон философските учења. Лозунгот кој го искажал Френсис Бејкон како идеал на целиот нов век бил «Знаењето е моќ». Бекон се залага за знаења со кои се зголемува човековата сила, нови знаења за природата, технички средства. Својата книга, во која е прикажан базичниот метод на сознанието во модерната наука, Френсис Бејкон ја нарекол нов органон, ново орудие, како спротивност на Аристотеловата книга за логичките методи, органон. Спротивноста меѓу методите изложени во двете книги на Френсис Бејкон и Аристотел се согледува во следното. Кај Аристотел се преферира дедукцијата. Знаењето може да се изгради ако се оди од општото кон поединечното. Кај Бејкон патот е обратен. Се оди од поединечното, конкретното кон општото. Индукција.